Добар ден, ученици, и добро дојдовте во Е-училница на час по информатика за 6-то одделение. Денес ќе учиме за основни структури за повторување во програмскиот јазик Scratch. Како што во реалниот живот често пати повторуваме некои активности, така и во програмирањето често е потребно да се повторува дел од програмата, односно да се повторува еден ист исказ. Наместо да се пишува истиот исказ повеќе пати, се користи структура за повторување која се вика циклус, а некаде ќе средните под името петелка, јамка или луп. Целта на овој час е запознавање со основните структури за повторување во Scratch, како и да се оспособите самостојно да креирате сложени програми со структура за повторување. Во Scratch постојат блокови за повторување, и тоа 3 блока. Блокот постојано, кој што и најчесто се користи, и тој се користи за постојано повторување на исказите и се извршува бесконечно. Неговото извршување се запира со кликнување на црвениот круг, кој се наоѓа горе десно до зеленото знаме, со што се запира работата на програмата, или со користење на наредбите стопирај го програмчето или стопирај се. Сите искази кои што сакаме постојано да се извршуваат ги вметнуваме внатре во блокот постојано. Друг блок за повторување е блокот повтори 10 пати, и овој блок го користиме ако однапред го знаеме точниот број на повторувања и тој број го внесуваме на ова место овде. А исказите кои што сакаме да се повторуваат точно толку пати ги вметнуваме внатре во блокот. И постои уште еден блок за повторување, блокот постојано ако, каде што вметнатите искази се повторуваат ако е точен зададениот услов кој што е вметнат на ова место овде. На овој час ќе користиме блоковите постојано и повтори 10 пати. За да видиме како тоа функционира во програмскиот јазик Scratch, го стартуваме Scratch. И на почеток сакам да ја сменам позадината. За таа цел кликнувам на етапа, одиме во позадини и избираме внеси, селектираме една позадина од Outdoors и со двоклик или со еден клик и надопро ја вметнуваме. Мачето ќе го поместиме подолу лево, а ќе вметнеме уште една фигура со кликнување на оваа алатка избери нова фигура од файл, и од папката Transportation избираме хеликоптер. Наредно сакаме да ги намалиме фигурите, селектираме алаткава намалија фигурата и неколку пати кликнуваме врз фигурите за да се намалат. Започнуваме со изработка на програмата, одиме во контрола и избираме зелено знаме. Наредно сакаме хеликоптерот секогаш на почеток на програмата да се наоѓа горе лево, го позиционираме горе лево и потоа од движење избираме лискај 1 секунда до XY. Од контрола го избираме блокот постојано и затоа што сакаме хеликоптерот постојано да се движи, одиме во движење и избираме помести 10 чекори. Помести 10 чекори исказот го вметнуваме внатре во блокот постојано. Ако е на работ, сакаме да се врати назад и овој исказ го вметнуваме внатре во постојано. За да видиме како функционира програмчето, кликнуваме на зеленото знаме. Гледаме дека хеликоптерот се движи, но кога се враќа назад е превртен на надолу. За да го смениме ова, ќе ја стопираме програмата и одиме на ова алатка лице само лево десно. Дополнително, ако сакаме да го забавиме движењето, одиме во контрола и избираме чекај 1 секунда. Наместо 1 секунда овде запишуваме 0.1.
Сега со кликнување на зеленото знаме проверуваме што сме направиле. Оди на почетната положба и се движи хеликоптерот побавно. Истото ова, ако сакаме да го направиме и за мачето, наместо да ги избираме истите искази, ќе ги копираме со влечење сите искази, кликнуваме на нив. Кликнуваме на исказите и ги влечиме до мачето. Единствена измена која што ќе сакаме да направиме овде е почетната позиција. Ја требаме ова почетна позиција, го поместуваме мачето на неговата почетна позиција и одиме во движење и избираме лискај 1 секунда до XY. И го носиме блокот, постојано го прикачуваме до исказот лискај. Ја стартуваме програмата и гледаме дека и двете фигури се движат. Исто така, за да и мачето не се превратува на назад, ќе стопираме програмата, ќе избериме лице само лево-десно и овде ќе направиме уште една измена, за да не изгледа како мачето дека се лизга, ќе вметниме друга маска, одиме во маски и во внеси, избираме Animals и ја бараме втората маска од мачето, избираме Cat B. Се враќаме во програмчиња и на почеток одиме во погледи и сакаме на почеток да биде маскава. Првата маска, маска 1, а потоа да се менува на следна маска и влечиме наредбата следна маска внатре во блокот постојано. И активираме програмата со кликнување на зелено знаме и гледаме дека изгледа мачето како да се движи. Ја стопираме програмата и ја зачувуваме со кликнување на файл и зачуве. Може да изберете местото каде ќе зачувате и десно од ново име на файл пишуваме име на документот, постојано движење. И кликнуваме на добро. Ќе направиме уште едно мало програмче, одиме на файл и на нов. И сега сакаме мачево да ни нацрта еден шестоаголник. За таа цел на почеток го поместуваме мачево долу лево. Одиме во контрола, избираме зелено знаме, одиме во групата на наредби за молив и избираме расчисти. Во движења го избираме смерот на мачето, сврти во смерот 90, за да биде насочен погледот надесно. И потоа може да избериме од движење да оди на почетнава позиција која што ја подесивме овде, лискај 1 секунда до координатите. Наредно избираме повтори 6 пати, затоа што сакаме да цртаме шестоаголник. Носиме повтори 10 пати, кликнуваме кај бројот 10 и го запишуваме бројот 6. Избираме
од моливот долу и од движења помести 10 чекори. Наместо 10 овде запишуваме 100 чекори. Потоа сакаме да се заврати мачето во друга насока. Бројот на степени го одредуваме на тој начин што 360 го делиме со бројот на страни на многоаголникот, во нашиот случај тој е бројот 6. И овде наместо 15 степени запишуваме 90 степени. Се извинувам, запишуваме 60 степени. За да видиме што ќе направи програмава, кликнуваме на зеленово знаме и мачето исцртува целиот шестоаголник, но тоа се случува многу брзо, затоа одиме во контрола и избираме на секое поместување чекај 1 секунда. А исто така можеме и да го смениме дебелината на моливот и бојата на моливот. За таа цел избираме боја на молив и кликнуваме на некоја друга боја и намести големина на моливот, да речеме на 10. Ја активирам уште еднаш програмата и гледаме како мачето го исцртува шестоаголникот. За домашна работа ќе имате да направите две програмчиња. Едното програмче е да направите балерината постојано да се движи, а второто програмче е мачето да исцртува квадрат, со тоа што ќе внимавате колку ќе бидат степените за кои што ќе се ротира. Благодарам на вниманието и до гледање.